Добар ден и Божи благослов и од мене. Фала му на Господ. Навистина ова е најголемата привилегија, барем според мене, не знам според вас како е, да бидеме тука во Божиот дом. И она кое што ќе го запише псалмистот, се зарадував кога ми рекоа да одиме во Господовиот дом. На друго место во Псалм 27 пишува: за едно му се молам на Господа, едно посакувам од мојот Бог, да живеам во Господовите дворови за секогаш. Да го гледам мојот Бог во лице, да се насладувам на неговата убавина. Нели е прекрасно кога браќа и сестри заедно ќе се соберат на едно место и да уживаме, и сме благословени во овој се поразулавен и поразбеснет и разбрануван свет, да го слушаме Божиот глас и да се исполниме со неговиот збор, со неговото слово. Денешната проповед е животот е како возење велосипед. Најдов една слика, ајде да не одам скрос назад, кога биле направени првите велосипеди, ама и ово е доста стар со години. Нешто верувам дека децата кои што се тука, дека нешто кој што најмногу го посакуваат повеќето децата е велосипедот. Јас, барем кога бев како дете, тоа ми беше најголемата желба. За да го извозам велосипедот на мојот братучет, морав да направам и услуга. И да одам до чаршијата, негова потреба, што има да купам. И дори ме правеа како да сум на некоја трка. Ќе плукнат на земјата, он ќе плукне, и додека не се исуша плунката, вика да видиме дека си се вратил. И тоа, важно само да го извозам велосипедот. Мојот татко ми ветуваше дека ќе ми купе велосипед, уште како дете растев со одгледување на тутун. Рано наутро ќе станеш у 4 саатот, кога најмногу ти ќе спие, да белиш тутун, па цел ден седнат на бетонот, да го нижиш, со надеж дека ќе добиеш велосипед. И секоја зимо, секоја година тоа беше ветување од мојот татко и јас не успеав да доживеам мојот татко да ми купе велосипед. Ама нешто кое што јас си го ветив, ако Господ даде, јас не го познавав Господ у тоа време, ама се викам, ако се оженам и имам деца, и прво нешто кое што ќе го направам, ќе им купам велосипед. И дојде черката, почна малце да расте и купив едно малечко точаче. После тоа го возеше синот, па купив BMX и ден денеска и тие имат велосипеди. И секој си возе велосипед. Има една мисла која што ја читав на интернет од светски познатиот научник Алберт Ајнштајн, за да го научи и да му даде една поука на својот син за животот, тој му ги кажал следните зборови. Животот е како возење велосипед. За да ја задржиш рамнотежата, мора да продолжиш да се движиш. Оваа мисла може да пронајдете на интернет, ја пишува. Пишува таму дека и во многу училници, во многу училишта постои оваа мисла споделена од Алберт Ајнштајн. Зошто велосипедот е толку добра метафора? Ајде да видиме следниот слайд. Ќе дојде тоа на ред, нека стои. Секој што некогаш возел велосипед, знае дека е многу потешко да се одржува рамнотежата кога велосипедот треба да застане или пак да стои во место. Можеш ли, ако нема помошни тркалца, велосипедот, како што го видовме на сликата, да стоиш во место и да одржуваш рамнотежа? Нема шанса. Тоа ќе биде многу кратко, за многу кратко време. На крај ќе видиш дека мора да се тресе велосипедот и ќе мора да спуштиш ногата за да одржиш рамнотежа. Во пракса стабилноста не доаѓа од мирувањето, туку од постојаните мали чекори кои што ние треба да ги направиме во движењето со велосипед. И како започнуваме да вртеме со велосипедот, како почнуваме се повеќе и повеќе, рамнотежата ни се воспоставува.
нормално на почетокот за да научиме велосипед треба некој да е покрај нас или пак треба да имаме помошни тркалца за да научиме. Па ќе се изваде едното тркалце, па другото. Има едно момче тука, не знам, може би ќе го познаете кој е момче е тоа. Од раното детство, колку е радосен и он дека учи да возе велосипед. Да продолжиш да се движиш не значи да одиш побрзо. И тоа е често пати ова порака се пропушта. И тоа мислам дека е многу важно како порака. Движењето не мора да биде брзо. Ниту да биде некое спектакуларно како движење. Може да биде бавно, внимателно и сигурно. Да се движиме во животот. Исто како Давид кога уче велосипед. И јас кога сум учел велосипед да возам, не сум веднаш наеднаш трнал и дали автомобил или било што да е, учиш постепено во една брзина, па после се забрзува, така натаму и така натаму. Понекогаш е доволен само еден мал чекор напред за повторно да се почувствува стабилноста која што е. Сакам да ви дадам 3 нешта преку кои ќе бидеме охрабрени за да продолжиме да се движиме без оглед ни што поменуваме или со што ние се соочуваме во нашиот живот. Ова е првото нешто со кое што сакам да бидеме охрабрени. За да останеш во рамнотежа, мора да продолжиш да се движиш. Кај велосипедот, кога ќе застанеме, многу потешко ја одржуваме рамнотежата. И во животот, кога ќе се обесхрабриме и ќе ги гледаме проблемите, изгледат уште поголеми. Можеме во нашето секојдневие за овие нешта и за целосно за животот да најдеме многу примери. Јас ќе ви дадам кратки примери, низ целата проповед ќе ви зборувам со кратки примери, еден има малце подолг. Ние сме земјоделски крај, и ако го погледнеме земјоделецот, тој фрла семе, сее семе, дали е пченица, дали е рж, дали е овес или било што да е. И може би реколтата оваа година ќе биде послаба, зависи од околностите. Следната година, тој не е обесхрабрен од тоа дека оваа година била реколтата послаба. Следната година повторно го сее семето и повторно продолжува и со надеж и со вера дека таа година нивата ќе даде повеќе плод, ќе даде повеќе род. За да останеш во рамнотежа, мора да продолжиш да се движиш. Во Псалм 143, 6 стих вели: душата моја е жедна за тебе како сува земја. Ова ни е спротивен пример од оноа со кое што јас сакам денеска секој еден од нас да бидеме охрабрени. На мала душа е. Доаѓа до изворот на вода и жеден е да се напие вода, но не посегнува да се напие вода. Толку е папсан, толку омалаксан и си вика: тука е крајот на мојот живот. Се предавам. Повеќе не. Библијата не повикува, а псалмистот запишал: душата моја е жедна за тебе, Господе. Како сува безводна земја. И во 63-тиот псалм ги има сличните стихови. Мојата душа е како сува безводна земја. На сува безводна земја ќе видиме како е распукана и кога ќе дојде водата, веднаш се покрива тие пукнатини. Бог не подвикува да дојдеме до изворот на животот, дамна вода, и да пиеме од тој извор, со кој што нашата жед секогаш ќе биде задоволена. Но најчесто, кога ги имаме проблемите, ние превземаме мерки да ги решаваме проблемите. Со наши сили, пробуваме. И кога ептен ќе видиме дека не бива, дека не оде, тогаш
решаваме да превземеме други чекори. Ајде сега, Господе, ти помагај. А Бог не повикува. Чувствуваш дека твојата душа не е задоволена, твојата душа е како сува безводна земја. Оди до изворот на животот. Ако се измориш, научи да се одмориш, а не да се откажеш. Продолжи да се движиш. И најчесто кога е тежок проблемот, ние го гледаме пред себе си проблемот, а не го гледаме она кое што ќе дојде после тоа. Во нашиот народ нели има една поговорка, после на горнина иде на долнина. После секоја на горнина иде на долнина. И треба секојаш така да ги гледаме работи. Јас знам дека не е баш лесно кога зборуваме за некој, дека кога се наоѓа во тежок проблем и како да му помогнеме, му кажуваш некој збор, нели, со кој што ќе го охрани. Не си во неговата кожа. А кога ќе се најдеш во таа ситуација, знам дека зборовите кои што некој ти ги упатува, дека многу тешко може да допрат и во твоето срце. Продолжи понатаму. Подигни ја главата. Нешто со кое што Исус Навин во почетокот беше охрабрен, тоа го пишува во книгата на Исус Навин, првата глава, на 3 места Господ му вели на Исус Навин: биди одлучен, биди храбар. Јас сум со тебе. Да знаеме дека Бог е секојаш со нас. Бог не отстапува од своите ветувања. Тој се е верен во своите ветувања. Додиме понатаму. Какво и да носиш бреме, каков и да носиш товар, колку и да си ранет, колку и да те повредиле, крени е главата. Твојот товар и непријателот сака да те спуште на земјата и да гледаш само доле, да не гледаш дека има излез од тунелот, дека има решение. Продолжи да се движиш. За да останеш во рамнотежа, ти мора да се движиш. Ти мора да гледаш на позитивното, не само на негативните работи кои што ти се случуват околу тебе. Стресот, нервозата и депресијата доаѓаат кога живееме да ги задоволиме другите луѓе. Тука има и друг пример, ставив. Чадорот нема да го запре дождот, но ни помага да се движиме и покрај тоа што врне. Верата во Бог не ги отстранува страдањата, но ни дава сила да одиме напред и покрај сите проблеми. Чадорот го имаме како заштита на нас, да не наврне. Но ако ние го отвориме чадорот, нема да се опре дождот. Дождот продолжува да си врне. Проблемот е тука, но ние треба да одиме кон проблемот и да го решиме. Со Божја помош ќе се најде решение. Ако застаниме, токму ова ќе ни биде депресијата, стресот, нервозата, се повеќе и повеќе ќе не угушуват и на крајот она кој што е непријател го сака ќе крениме раца и што сака нека биде. Но не треба да е тоа така. Во Галатјаните 6 глава 9 стих ни вели да не се изморуваме правејќи добро, зашто во вистинско време ќе пожнееме жетва ако не се откажеме. Има доста примери од секојдневието, од животот, за кој што и ние сме биле сведоци на ова. Ние често пати знаеме да си кажеме, и јас сами од себе сум си велел, па до кога ќе им правам добро на луѓето, до кога ќе правам добро, а ми се возвраќа со лошо. Може би и вие се поминувани с такви нешта. Нас Библијата не повикува ние да постојано да правиме добро. Колку ќе биде попрекрасен светот ако ние постојано си правиме добро едни на други. На тоа не повикува и Библијата. Читаше Даниела и ово утро, нели, дека ние сме повикани да сме заедно едни со други, да се молиме едни со други, да си помагаме едни на други. На тоа сме повикани, тоа се зборови на нашиот Господ. И навистина ќе биде многу попрекрасно. Но за жал живееме во едно време на себичност. Се повеќе и повеќе луѓе си гледат само за себе си. Мене да ми е добро, баш ми е гаѓа за другите. Но за жал така не бива работата и тоа сме сведоци. Овој пасус, Галатјаните 6 глава, 9 стих, апостол Павле не охрабрува да истраеме во верата и во службата и не подсетува дека духовниот труд ќе донесе вечни награди. Се додека
одржуваме трпение и издржливост. Неизбежно е да дојде и заморот, правејќи добро. Правејќи добро. Им правиш добро на луѓето и во еден момент навистина ќе се премориш од тоа. И апостол Павле признава дека живењето верен живот и постојаното помагање на другите може да биде доста исцрпувачко, да биде неблагодарно и обесхрабрувачко. Грчкиот збор што овде се користи за изморен, подразбира губење на ентузијазмот или предавање на заморот. Се вика, доста, веќе не помагам на никој, ќе се предадам и јас и кој сака нека му помага. Често пати знаеме во разговори со мојата сопруга такви нешта да си спомниме, но ние не сме повикани за тоа. Не сме повикани да крениме раце, да се измориме од помагање на другите. Треба навистина да се учиме, да си помагаме едни со други. Сакам тука да споделам еден пример, може ли веќе? Магарето и бунарот, може би некој од вас го имате слушано овој пример, но јас решив да го искористам во денешната проповед. Магарето на еден земјоделец паднало во бунарот и почнало да вреска, да вика, да рика од бунарот. Земјоделецот бил безпомошен и не знал како да му помогне на магарето. И гледајќи така бил обесхрабрен за да може да му помогне, нема соодветно алат со што да го изнесе од бунарот и решил да ги повика комшиите да земат лопати и си велел, секако магарето е старо, дај ќе го затрупаме, а бунарот па нема вода, ќе го затрупаме у бунарот и бунарот ќе го затрупаме. И дошле комшиите и секој со лопата во рацете и почнале да фрлат земја врз магарето и магарето уште повеќе почнало да рика, да се жале, да вика. Во еден момент не се слушал никаков звук. И земјоделецот решил да погледне што се случува во бунарот и бил запрепастен од тоа што можел да го види. Како фрлале земја врз магарето и неговите комши и тој, магарето ја растресувал земјата и под нозете доаѓала и ја тапкал земјата. И како ја тапкал, се повеќе и повеќе земја се собирала нагор во бунарот, еве желбата на земјоделецот да затрупа бунарот, во еден момент магарето се нашло на врвот на бунарот и излегло и продолжило и понатаму радосно да си трчка наоколу, да си ужива во животот. Животот, може би и тебе и мене ќе не фрле на земја, но не треба да се откажуваме. Тајната за излегување од бунарот, за да го победите и да не се обесхрабрите и да го користите, за да направите уште еден чекор плюс, уште еден чекор нагоре. Можеме да излеземе и од најдлабоките бунари, ако навистина не се откажеме. Користете ја земјата што ви ја фрлат, за да продолжите и понатаму. Немојте да се откажувате. Тапкајте повеќе, збијте ја земјата, затоа што во овој живот ти мора да бидеш решение, а не проблем. И нека вистинските магариња бидат други, а не ти. Друго нешто кое што сакам од овој текст да го споделам, со ова и за кое што ни изборува апостол Павле законот за сеењето и за жнеењето. Во 7 стих се вели: не лажете се, Бог не е за подигрување. Што ќе си посее човекот, тоа и ќе си жнее. Кој се е во телото свое, од телото ќе пожнее погибел, а кој се е во духот, од духот ќе пожнее вечен живот. Стиховите 7 и 8 се тесно поврзани со 9 стих кој што претходно го читавме. Што ќе си посее човекот? Не може во животот, ако сеиш лоши работи
и ти да сакаш да познаеш добри нешта. Тоа е исто како си засадил бршлен, а сакаш да роде јаболки. За едното со другото не бива. Тоа што ќе го посадиш во твојот живот, од тоа ќе ги бериш и плодовите. И ова е навистина не само да го речем како закон. Ова е можеби многу битна, една од многуте битни работи во животот, во секојдневниот живот наш. Ние секој ден во нашите животи сееме. Дали е тоа во нашите домови, нашата фамилија, дали е тоа на работните места, дали е тоа децата во училиште, ние сееме. Бог не создал за своја цел и за негова слава. Ако ние разбериме дека јас сум создаден од Бог за неговите потреби и за негова слава, дека не сум создаден за мене и за моите потреби, ние ќе бидеме на добар пат. 8 стих тоа ни го покажува кој се е во телото, а денеска толку дојде светот се поматеријален и многу малку се размислува на духовното. Првото нешто кое што Бог го кажа кога почна со службата, Исус рече: барајте го најнапред небесното царство и неговата правда, а се друго ќе ви биде дадено. Сега денешниот свет, светот во кој што ние живееме, тоа не е баш од денеска и нашата генерација, ова веќе се рефлектира од претходните генерации. Од претходните генерации се сеело такво семе на материјалното и тоа продолжува и ние сме таа генерација која што го жнееме повеќе материјалното наместо духовното. Непријателот таквите нешта ги сака. Се повеќе да се отргнува Божјото, а повеќе да се даде на телесното. На младите им се вели: а бужевај, сега си млад, оди изнашетај се. Имај повеќе девојки, имај повеќе машки, види се и така натаму. Ние како генерација сееме во идните генерации кои што се после нас. Какво сееме ние сееме во идните генерации? Какво сееме прво во нашите домови? Дали сееме добро семе или лошо семе? Дали ме разбирате ова што го зборувам? Многу родители се чудат, еве се повеќе и повеќе се зборува за врсничкото насилство. Врсничкото насилство не е паднато така од небото веднаш. Тоа се собирало со години и еве сега експлодира. Семејното насилство. Зошто е се поприсутно? Затоа што се сее во телото. Од телото ќе пожнееме погибел. Не се сее во Божјото, во духовното. Барајте ме најнапред мене и мојата правда, а се друго ќе ви биде дадено. Денеска бараме првен телесно, ако сум задоволен, ако имам пари, а и ако имам време, ја ќе го барам Бог. Скрос нарушен принцип. Не оде тоа така. И не може да биде така. Одиме ние понатаму. Втората работа која што сакам да се поучиме и да се охрабриме: угорнините не прават посилни. Нито еден велосипедист не станува посилен возејќи само по рамен пат. Туку угорнините ги зајакнуваат неговите мускули и го прават да биде поиздржлив. Така и со животните искушенија. Учениците, еве имаме доста ученици тука, поминуваат низ тешки испити за да станат, да се стекнат со знаење и со зрелост. Без предизвици во животот нема напредок. Еве што ни пишува апостол Јаков, за да не охрабре. Може би зборовите кои што ќе ги прочитам не се толку многу за охрабрување, но ова нешто што го опишува апостол Јаков го доживеа сите апостоли. И вели: сметајте го за голема радост кога ќе паднете во разни искушенија, знаејќи дека испитаноста на вашата вера создава истрајност. Малку изгледа како збунувачки сето ова. Имаме пример со учениците кога јадеа ќотек, беа тепани
И заврши човекот и беа пуштени и тие одејчи се радуваа на тоа што примиле стапови како награда. Не ли е малку збунувачки тоа? И апостол Јаков не охрабрува дека кога ќе дојдат да се радуваме, кога ќе дојдат разни искушенија. Јаков сака тука да не научи нас како верници да гледаме на тешкотиите како можност за длабока радост. Не затоа што страдањето е по природа добро, туку затоа што испитувањето на верата произведува непоколебливост. Кога поминуваме низ тестовите, ние научуваме многу нешта. Јас имам споделено тука за многу примери и сакам од мојот секојдневен живот да споделувам примери. Баш низ многу тестови сме поминувале, но еден од поголемите тестови беше сообраќајката на нашиот син и навистина низ тој тест кога поминувавме заедно цела фамилија, поминавме и ние заедно со нашиот син и научивме многу нешта, а пред се на истрајноста и да бидеме непоколебливи, знаејќи дека нашиот Господ е со нас. И јас со ова сакам и да ве охрабрам. Она кој што и самиот Исус го кажа дека тестовите ќе ги имате во вашето секојдневие. Тоа е еден вид ветување кој што Бог го даде. Мене ме прогонува и вас ќе ве прогонуват. Нели, тоа чудно е, нели си викаме ние треба да животот еве Бог не создал и ние треба да си уживаме во животот, да бидеме секогаш радосни, да бидеме насмеани. Верувам дека нема е лесно и на Гоки, сега ќе го спомнам малце на кратко за тестот низ кој што и тие поминуват во овој период и јас се чувствувам навистина со оноа кое што вие го доживувате и тешки се тие моменти. Угорнините кои ќе дојдат, замислите си го еден велосипедист, не знам колку сте пробрали со велосипед да возите по нагорнина. Ќе убаците у најниската брзина, еве децата можеби знаат како, ама пак треба сила, треба да напниш за да можеш да испаднеш на нагорнината. И мислиш ај уште малку и ќе стигнам, нели, ќе поминам на горнината, ама уште има и треба истрајност во сето тоа. Дека сепак колку и да е голема нагорнината во твојот живот, колку и да е тежок проблемот, на крајот ќе испаднеш. Но за тоа треба и добри мускули, треба добра кондиција. Божјата цел е да и нас не научи да развиеме една духовна издржливост и зрелост во нашите животи. Како што возењето редовно велосипед ке зајакнува нашите физички мускули, така треба редовно да вежбаме за да ги зајакнуваме и нашите духовни мускули. Како ќе го направиме тоа за да нашите духовни мускули бидат секогаш силни и јаки и издржливи и во дадениот момент да бидеме трпливи? Прво и основно е редовно читање на Библијата. И второ, молитва. Или сакате замените ги. Прво молитвата, па читањето на Библијата. Исто е. Кој редослед ќе си го воспоставите, тој не е погрешен. Ако ние само повремено читаме од Библијата, ако ние само повремено тренираме и возиме велосипед, кога ќе сакаме да се искачиме на некоја нагорнина, ќе треба да го буткаме велосипедот. А можеби ќе треба и велосипедот да окачаме на рамењата, ама дали ќе издржиме, не знам. Ни треба кондиција, ни треба подготовка, ни треба спремност, за да кога ќе дојдат искушенијата во нашите животи, треба да сме подготвени, треба да сме созреани, треба да сме смирени. Ако не вежбаме секој ден, читајќи и проучувајќи од Божјото Слово, ние нема да можеме да обстоиме. Верувајте.
ако немаме редовна комуникација со Бог и во молитва. Јаков не им заповеда на верниците да бидат површно среќни поради лошите околности или да ја игнорират тагата. Напротив, тој сака да ги охрабре со тоа кога ќе дојдете во искушение, кога ќе дојдат искушенијата, а ќе дојдат, затоа што самиот Господ Исус Христос го вети тоа, дека ќе поминувате низ различни тестови, низ различни искушенија, но тој вети дека ќе биде со нас. Се боре со тестот по нагорнина, бутка голем товар, но човек може да забележиме, ова е фигуративно, само е слика, волкав камен по нагорнина, ама сака да ни прикаже дека колку и да е голем товарот, искушението, ако ние сме набилдани добро со нашите духовни мускули се добро набилдани, ние ќе можеме да издржиме. Ај понатаму, Оливерче. Најголемото достигнување во животот е да осетиш болка, тага, разочарување, да се исправиш, да станеш и да речеш дека јас можам. Јас продолжувам понатаму. Тука сакам да споделам еден пример од едно мое искачување на планината Пелистер со извидници. Првото искачување до Пелистерските очи или езерцата и отприлика некаде на 2200-300 метра од Нижополе село во околината на Битола до самиот врв, каде што е планинарскиот дом. И во еден период веќе го гледам планинарскиот дом и гледам дека не останува уште многу. Ама тука, кога стигнав, имаше снег и си викам, не бива, јас ќе се вратам назад. А веќе една група од околу 5-16 извидници и некои водачи се вратија назад. Не можеа да издржат, затоа што самото искачување не е како висорамнина да има место и да одмараш, него од самиот почеток, од патот кога се одвојуваш кон планината, постојано се искачуваш кон врвот. И тука викам готово, јас кревам раци, ќе се откажам. Но со оправ сили успеав тие неколку метра, не знам точно колку метра се, да ги поминам и да стигнам до планинарскиот дом и да уживам во чајот кој што ни го подготвија самите планинари кои што се грижа за планинарскиот дом. И после мене дојдоа уште многу други и пред мене имаше некои други водачи и успеав да стигнам. Тоа ми беше на првото искачување. А на второто веќе знаејќи го патот, иако ми беше напорно и тешко, но сепак малку полесно го поминав тој дел. Колку повеќе ние тренираме, колку повеќе искачуваме, толку повеќе добиваме и издржливост, и истрајност, и имаме сила да го направиме тоа. Нашиот син успеа минатата година да се искаче на еден од повисоките врвови во светот, некаде на 7134 метра надморска височина. И тоа го направи и успеа да го искаче благодарејќи на тоа што редовно вежба, редовно тренира, редовно се искачува по планините. Ние ќе го надминеме искушението, ќе го надминеме тестот, ако редовно ја читаме Библијата, ако редовно бидеме во молитва и да црпиме енергија, да црпиме сила од нашиот Бог. Како ќе победиме ако не тренираме? Како ќе победиме ако не се бориме? Мораме да вежбаме. Мора да го вежбаме и нашиот мозок. Нашиот мозок ќе тренира ако читаме Библија, ако комуницираме со Бог. Ќе трчиме и нема да се умориме. Ќе одиме, нема да застанеме, нема да папсаме. Само ако ние тренираме редовно. Ова треба да ни е најсериозната задача како верници. И ово утро и Даниела спомна на кратко.
за молитвата, спомна колку е важна молитвата. Овој пасторот знаеше дека човекот на кој што се јави дека е човек на молитвата. Ние ја имаме таа привилегија да комуницираме со Бог. Тоа не е без пари дадено, но молитвата се почесто и почесто ни е како бреме, како товар. Наместо да ни биде радост и да одиме во молитва на средба, најважната средба во нашите животи. Една млада личност кога се заљубува, дали е дечкото или девојката, постојано ќе гледа на саатот кога е терминот закажан со девојката за да има средба. А не ли е поважно ние да ја имаме прва средбата со најверниот, најдобриот пријател, а после сите други средби? Еден оркестар не се штима после концертот. Еден оркестар се штима пред да дојде концертот. И ние треба посебно наутро да се наштимаме преку Божјото Слово, да бидеме во тивко време со Бог и да свириме по Божји ноти, а не по наши ноти. И ќе видите колку е многу полесно. Не, и тогаш во тие моменти Исус вети дека ќе дојдат тестовите и искушенијата. Но кога ќе дојде тестот и искушението, како на горнина, ние истренирани ќе можеме да го надминеме и тој предизвик и тој тест. Воспротивно е многу тешко. Господ ни е мирот што се наоѓа само е во Христос и на нито едно друго место. Господ ни е засолниште и тврдина, секогаш проверен помошник во неволја. Одиме натаму, да видиме. Добро, тука ќе застанеме. Неопходно е ние да тренираме. Неопходно е да бидеме во Божјото присуство. И како трета работа е дека ние не возиме сами. Може друга. Многу добро е таа првата. Кога почнуваме да возиме велосипед, имаме помошни тркалци и повторно има некој покрај нас. Дали е тоа таткото, дали е мајката, дали е некој друг. Не остават сами. Кога почнува едно малечко детенце да проодува, тука или е неговата мајка, или е некој друг, за да може, кога ќе падне, повторно да го крене, да го подигне, за да продолже да се движи понатаму. Сакам тука да ви прочитам еден стих. Не плаши се, зашто јас сум со тебе. Не вознемирувај се, зашто јас сум Бог твој. Јас ќе те закрепам и ќе ти помогнам. Ќе те поддржам од мојата победоносна десница. Ова го запишал Исаија во 41 глава, 10 стих. Ова е моментот пред израелскиот народ да се најде во заробеништвото во Вавилон. И дадено е ветување од Бог дека иако тестот е присутен, дека се спремаше заробеништвото, сепак јас не ве оставам, не ве заборавам. Мојата десница ќе те подигне, колку и да си ти длабоко, ако повикаш кон мене, јас ќе те избавам. Ако немаш сила да се бориш, дојди и земи сила. Силата е во Библијата. Од таму ќе најдеш најдобрата и најголемата сила. Од таму можеш да црпиш колку што се твоите потреби. Само дојди кај мене. Исаија 41:10 е еден од најчесто цитираните стихови во Библијата. И овој стих ни нуди утеха против депресијата, против анксиозноста. Ако сме паднати, да се сеќаваме на овој стих. Зошто ви спомнувам неколку пати за читањето на Библијата? Колку повеќе ние знаеме стихови на памет, колку повеќе се сложени во нашите срца, кога ќе дојдат тестовите, испитанијата, ние ќе можеме да се одржиме. Верувате, воспротивно не.
Кога го гледаме мобилниот телефон дека е во црвено и паѓа батеријата, веднаш го бараме полначот за да може да го наполниме, за да добие нова сила, за да продолжиме дали со игри, дали со не знам што, какви потреби имаме и да можеме да комуницираме. Колку и ние повеќе треба да се полниме. Нашата сила, нашата енергија, нашето тело изнемоштува. Ние сме слаби, но Бог е јак. Бог е јак и тој не повикува: дојдете кај мене. И ова е исто еден доста цитиран стих. Господ е пастир мој, ништо нема да ми недостасува. Големиот пастир. Кај него ако дојдеме, ништо нема да ни недостасува. На зелени пасишта тој не води. Покрај тивки води не води. Ја закрепнува мојата душа. Само покрај него. Какви да дојдат напади, какви да дојдат отровни стрели, огнени стрели, ако сме спремни и дојдеме и знаеме каде треба да отидеме, Бог е нашето прибежиште. Колку и да се нападите, кај него само ќе најдеме смирение и утеха. Бог ни е прибежиште и сила, секогаш подготвен помошник во неволја. Секогаш подготвен помошник. Тој си е верен во сите своји ветувања и верно исполнува своите ветувања. Не заборава, не остава. Животот е како пловење со брод. Морето не е секогаш мирно, има бури, има силни ветрови, има високи бранови, но искусниот морепловец не се откажува поради бурата. Тој ја држи насоката и верува дека ќе стигне до пристаништето. Не се откажува иако има бура. Иако брановите се доста високи. Да се сетам само на годината, бев еден месец на Крит, отидов и јас бев во младите години на печалба и заработив толку да можам да се вратам. И од тогаш сватив дека во туѓината има една песна, туѓината пуста да остане. Да навистина, сега знам на многу да им кажам дека во туѓина не се парите по дрвјата да можеш да одиш и да бериш и колку сакаш ќе се набериш. И назад кога требаше да се враќам, заминав со мој братучет, а назад се враќав сам. И стигнав на пристаништето на островот Крит, од каде што требаше да тргнам со брода. Бродовите беа во ноќно време и бродот каснеше цел час, не тргнуваше затоа што на отворено море, таму се знаат они понивни мерки, брановите биле многу високи. И после еден час рекоа дека треба да влеземе веќе во бродот и дека ќе тргне до Атина. И влеговме во бродот и како почна бродот да плове и како дојдовме на отворено море, брановите не биле смирени, но сепак биле бранови со кои што може да се плове. Јас, бидејќи ноќно време, решив да си легнам на подот, си легнав и не знам што се случувало до можеби 2, 3, 4, 5 часа колку пловел бродот. Едноставно знаев дека јас сум качен на бродот, они се стручни, бил овој што е капетанот на бродот и дека ќе треба да ме однесе на сигурно до пристаништето во Атина. И фала му на Господ и тоа се случи. Ако се качиме на бродот на чие што кормило е нашиот Господ Исус Христос, знаеме дека сигурно ќе не однесе до местото кое што секој еден од нас го посакуваме. Во овој живот ќе имаме предизвици и самиот Алберт Ајнштајн навистина сакаше да го поучи својот син преку животот дека е како возење велосипед. Велосипедот не е да го возиш само
порамно, токму и неготино е таква конфигурација на теренот дека имаме и угорници, имаме и удолници. Но еве велосипедот нека биде нешто кое што ќе не научи за нашите животи. Дека не е се рамно и Исус не ветува живот на христијанинот, на верникот послан со рози. Дека ти само биди ми верен, јас и ќе го направам животот ти да уживаш. Знаете дека колку повеќе ни е таков животот ќе ни биде монотон. Но кога ги има тестовите, кога ги има предизвиците, навистина ние созреваме, растеме, најмногу и во верата растеме. И како последно, како заклучок, ќе кажам дека како што велосипедистот гледа кон целта пред себе и продолжува напред и покрај угорнините, така и ние сме повикани да живееме со вера, надеж и истреност, знаејќи дека Господ е покрај нас на секој дел од нашиот пат. Ова се 3 работи, 3 точки со кои што сакам секој еден од нас да бидеме охрабрени денес. Да одржуваме рамнотежа во нашите животи, кога ќе дојдат угорнините, треба да бидеме спремни, набилдани со мускули, духовни мускули и да знаеме дека низ нашите животи не сме сами, дека Бог е со нас. Нека Господ ни биде милостив и навистина да се држиме до Него.